Па вака, би рекол прво од месец јули, оние дождови што беа, задржаа водата во вештачката акумулација, така да овие 2 месеци нема ни капка капнато дожд, ни сио реон, така речено, негде инцидентно има заврнато, меѓутоа тие се мали површини. Добро е што се задржа таа вода и до 5 септември имавме последно наводнување од страна на пуштање на вода од страна на Прилепско поле. Што се однесува до развојот на тутунот, се уште имаме врв и подврв за берење. Меѓутоа, тој врв и подврв, мислам дека природата ќе си го земи. Зошто? Тутунот веќе почнува да овенува и подгорува. На Савајле не може да извршат бербата. Најквалитетниот тутун, што оди во највисоките класи и што носи највисок профит, негде 280 денари од килограм, не може да ги порасни листовите, без вода нема живот, како што велиме, така и за тутунското растение нема живот. Овие високи температури ќе предизвикаат нагло овенување, нагло горење и сушење на тутунот, подгорување, така да не ќе можеме да го дообериме и она последното што треба да се бери. А се уште имаме тутун. Има негде, можеби, уште една берба, али претежно се наоѓаат уште врвот и подврвот за берење. Ова недостаток на вода од страна на Вештачкото езеро, ќе предизвика, значи, кај тутунското растание стагнирање на лисната плојка, ќе остане зелена, бидејќи за да се добија техничката зрелост, потребно му е на растението вода. Значи, добива и техничката зрелост, изголемува лисната маса се зголемува, а нормално се зголемува и лисна. И тежината на тутунот. Ова е сето во наштета на производителот, меѓутоа, за жал, не можеме да кажеме дека нема дотур на вода од Вештачкото езеро. Јас во текот на вчерашниот ден видов, значи нема ни капка вода. Нема ни капка вода во езерото и не можеме да се надаваме веќе на таа. Јас затоа би апелирал до Прилепско поле за тој фамозен вентил што може побрзо да се смени, затоа што наидува есен, можеби ќе има врнежи, да се собери вода, снегови, да се собери вода, а не да дојде како ланската година го испуштија езерото, не се смени вентилот, водата си отиде во неповрат и тутунарите ги остаја изорани, нивите не засадија тутун, плашејќи се дека ќе нема вода. А нашите ниви се брдско-падински, без вода не може да обстои тутунот. Не се ова ниви од руралниот дел каде што се врши плодоредот. Исклучиво со години само тутун и не може да обстои тутунското растение, без разлика што било пустинско. Моменталната ситуација, како штети предизвикува тутунот? Дали може да се пресмета? Па, би рекол негде до 20%, без разлика дали е Прилеп или цела Македонија. Нема атмосферски врнежи, нема, значи врвот и подврвот веќе ќе си оди. Оние зацртани количини што ги има пријавено од крупните компании до Министерство за земјоделие негде над 25 милиони килограми тутун, тоа е само од евидентните листови. Меѓутоа теренот друго кажува. Ако достигнеме до 20 милиони килограми тутун, а тоа ќе достигнеме, се надевам, со оние, како ќе се повторам поново, со оние дождови што паднаат во јули, средните берби точно израснаа онака како што треба, созреаат добро, се исушија добро. За врвните берби е жалосно за производителот. Вложува цела година, а очекува баш од тие врвни берби за да му дојде просекот што повисок. Меѓутоа сега ќе биде тешко.